Дали новиот министер за здравство ќе донесе и промени во составот на Комисијата за заштита од заразни болести? Последниве денови се погласни се шпекулациите дека Жарко Караџовски ќе биде променет како прв човек на комисијата, а во јавноста се шпекулира дека доктор Даниловски и доктор Пановски се можна замена. Даниловски уште веднаш на социјалните мрежи напиша дека не планира да седне во комисијата, бидејќи не е прифатливо за него да ја жртвува својата автономија. Не прифаќам било чиј предлог за членување во Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство. Овој мој став се темели на свесноста дека Комисијата за заразни болести никогаш не може автономно да функционира, колку и да се трудат членовите така да биде. Зошто? Затоа што таа представува само советодавно тело на Министерот за здравство. Таа нема ингеренции да носи извршни одлуки, туку само заклучоци кои му ги предлага министерот. Тој може, ама не мора да ги прифати. Крајната одлука е само негова и би требало да биде извршена. Доктор Пановски за Алфа одби да зборува на оваа тема, со став дека досега не добил никаква понуда. И новиот министер Беким Сали засега молчи на прашањето на Алфа дали првата работа како прв човек на здравство ќе му биде промената на Комисијата за заштита од заразни болести. Предлогот за промена доаѓа од партијата на Милевски, кој најавија дека ќе биде ставено на маса пред новиот владин состав. Инаку комисијата од кога почна пандемијата ја води епидемиологот Жарко Караџовски. Во повеќе наврати, кога Македонија ги бележеше највисоките пикови во пандемијата, Комисијата за заштита од заразни болести, како и првиот човек, беа недостапни за јавноста и новинарите. Во јуни 2020 година, кога бројот на ново заразени порасна и покрај уверувањата на владата дека се е под контрола, Караџовски удри со навреди и ароганција кон новинарите. Епидемиологот знаеше да изјави дека граѓаните се криви за високите бројки, бидејќи не ги почитуваат препораките. Најголема прашина се крена кога Караџовски најави дека владата ќе чека здравствениот систем да колабира за да воведе полициски час. Во моментов мерките што сме ги предложиле 4+3, тоа се 7 мерки, се надевам и ја, крајно е време утре да се усвојат, дека имаме состојба слична на полициски час. Ако видиме дека и тоа не дава никакви резултати, односно, вие ме прошате до кога треба да одиме, дали некоја бројка ни е репер за нешто, еве ја ќе ја речам што е тоа репер. Здравствениот систем да колабира. Имаше и ситуации кога првиот епидемиолог во комисијата не сакаше да преземе одговорност, како на пример за пописот, па со директорот на Државниот завод за статистика си ја подаваа топката, кој треба да одлучи дали е безбедно во време на пандемија да се спроведе најголемата статистичка операција.